Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Драга Данев, поранешен пратеник. Господине Данев, добро дојдовте во студио 10. Според ова што можеме да го видиме, денеска Македонија и Бугарија имаат меѓувладина седница. После посетата на премиерот Петков се најавува еден нов позитивен ветер во односите меѓу двете земји. Како вие гледате на тоа? Гледате ли навистина една суштинска промена на односите помеѓу Македонија и Бугарија и отварање на врата за евентуално решение? Прво, добро утро за вас, добро утро за гледачите на вашата ценета телевизија. Актуелно е посетата на премиерот Ковачевски на Бугарија и новиот бран што се најавува на односи помеѓу нашите две држави. Како јас го гледам се тоа? Прво, морам да бидам искрен и искрено пред граѓаните на Република Македонија да кажам дека ова го гледам уште како една рунда на аплаузи, на топли приеми, на насмевки, кога се работи во контекст на меѓусебните релации и односи помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Што ни донесе тој начин на водење на нашата дипломатија претходните 5 години во контекст на односите со Бугарија? Ни донесе еден сериозен кочничар во нашите евроинтегративни процеси, а тоа е нашиот сосед Бугарија. Ни донесе едно огромно национално разочарување и ни донесе исто така, не можеме да не го спомнеме и тој момент, еден зголемен процент на евроскептицизам кај граѓаните на нашата држава. Ние тогаш и 2018 година визави подпишувањето, тоест 2017 визави подпишувањето на овој договор за добрососедство со Бугарија, како ВМРО, ДПМН и пратеници, целиот корпус на политичари од опозицијата предупредувавме дека на таков начин не се води дипломатија и не се подпишуваат договори само заради подпишување на договорите и дека тој договор нема суштински да ги реши проблемите меѓу нас и соседна Бугарија, напротив ќе ги продлабочи. Времето помина, за жал, имаме остварување на тие предвидувања и во голем број на дебати, дури со тогашниот вице-премиер за евроинтеграција, со тогашниот министер за надворешни, со сегашниот исто така министер за надворешни работи, дискутиравме во собрание и предупредувавме дека за Бугарија има кој да ги штити нивните национални интереси, тие се платени и треба да изслужат на граѓаните на Република Македонија да ги штитат нашите национални интереси. За жал, во тој период власта на СДСМ и ДУИ се однесуваше сериозно, вака препотентно, одеше ги подпишуваше договорите без суштинска анализа, не на некој начин вклучувајќи, јас би рекол, паталци во таа работа. 30 години Македонија создаде кадар, луѓе кои што биле во тие процеси, учествувале во преговорите и со Грција, и со Бугарија, и со Европската унија и така натаму. Јас мислам дека требаше да има поголема инклузивност во таа работа и поголема опфатност на македонското општество, луѓе кои што работеле на тие работи, луѓе со искуство, со знаење, со умење, со вештини дипломатски и да Македонија дојдеше до некои поповолни позиции и суштински реално ги решеше проблемите со своите соседи. 2017 година и 2018 година беше моментот. Беше моментот кога Македонија мораше да ги капитализира тие подписи на договорите и со Преспанскиот договор и за договорот со добро соседство. Јас сум убеден дека во тој момент имавме реални шанси не само да влеземе во НАТО, туку и да ги откочиме преговорите со Европската унија и ние денес да бидеме веќе длабоко навлезени во еден преговарачки процес со Европската унија. Само препотентноста и неспособноста на тогашната дипломатија предводена од СДСМ и ДУИ не донесе до ова дереже. Да, ние сме таму каде што сме. Инаку ако може само се да. Спомнам, бидејќи ме прашавте за визави средбата денешна во Софија, па ние ништо не направивме нешто ново. Значи ние се враќаме на 7-8 години назад. Се радуваме и аплаудираме на една меѓувладина седница помеѓу владата на Македонија и Бугарија, а тоа се случи 2013-2014 година. Значи се враќаме на позиција од пред 7-8 години кога нашата влада, тогаш предводена од ВМРО ДПМН и владата на Република Бугарија одржаа меѓувладина седница во Кюстендил. Добро, но тука имаме друг контекст сега. Помина толку години, помина 5 години власт на актуелната раководна структура, ние се враќаме назад. Многу е жално за граѓаните на нашата држава, особено за македонскиот народ, па и за сите граѓани на Република Македонија, што секогаш влечеме поуки од нашето
лично искуство, не учиме од искуството Добро, на тука некој сега друг. имаме друг контекст. Она што е очигледно дека имаме двајца нови премиери во процесот, во преговорите. Тука е Димитар Ковачевски, значи Зоран Заев веќе го нема, тој се повлече. Од другата страна победи Кирил Петков, состави влада, еден нов лик. Значи имаме двајца нови ликови, мислам сосема нови, значи непознати за јавноста и во Бугарија и во Македонија. Претходно, значи свежи нови политичари. Колку они ќе бидат успешни или неуспешни ќе видиме без разлика, но сепак тоа е индикативно за самиот процес што некако се создава впечаток како да е направен еден ресет со досегашните политички елити, таму каде што работата закочи и дека сега се обидуваат низ еден нов период да се најде решение за проблемот. Бидејќи како што можеме да видиме, тоа го нагласува цело време и господинот Петков, дека историјата веќе не е ставена во преден план, а историјата не е ни во оние бугарски 5+1 барања. Тамо се, да речеме, ако зборуваме за историјата, ги имаме спомениците, но нема за идентитетот и јазикот, да речеме, во тие барања. Тамо се ставањето на бугарите во уставот. Така да, како да има обид да се дојде до решение, а да се избегнат идентитетските прашања, дали гледате така вие? Добри намери и креирање на една фасадна добра атмосфера никогаш не недостасувало кога се работи за меѓусебните односи помеѓу нас и соседите, но суштина и реалност е сосема нешто, суштината и реалноста е сосема нешто друго. Јас пред неколку месеци во вашето студио реков дека и приодицирав на некој начин, не дека сум видовит, дека во Република Бугарија во контекст на 21. век редно е на наредни избори да дојдат, а тогаш не беа одржани овие трети поред парламентарни избори, едни прогресивни сили, прогресивни политичари кои што ќе гледат во иднината, кои ќе решаваат сегашноста, а нема да се занимаваат со историја и со историски моменти. Петков, според моје лично мислење, е еден таков вид на политичар. Да не заборавиме, тој се наоѓа или тој формираше коалиција од 4 партии и се плашам и имаме реални сомнежи во однос на тоа да немој еден или два од тие коалициони партнери бидат повод да ние сите овие 5 работни групи да функционираат така како што треба да функционираат, да ги целите остварат тие што треба да ги остварат, но пак изреката да биде поради тој коалиционен партнер ние не можеме да ја кренеме рампата за наш почеток за преговори со Европската унија. Инаку Петков е во предност пред премиерот Ковачевски затоа што Петков излезе на избори, доби легитимитет од собствените граѓани и има полн капацитет, легитимитет политички да ги води овие преговори, додека за разлика од нашиот премиер Ковачевски, тој нема излезено на избори. Знаете, кога излегувате на избори, програмата е битна, можеби најбитна, но ништо понебитно не е и кадрот што го нудите за спроведување на таа програма. Ковачевски не беше во структурите оние изборни кои што излегува пред граѓаните и ветија дека ова е програмата на СДСМ, ние стоиме позади тоа и ќе ја оствариме. Нити беше кандидат за пратеник, нити беше кандидат за премиер, не беше во апсолутно никаква комбинација при парламентарните избори 2020 година, но сепак да се даде можност. Јас ќе бидам среќен и сите граѓани на Република Македонија ќе бидат среќни ако овие разговори завршат со среќен крај, ако ние конечно во краток рок добиеме датум за, мислам, ги отпочнеме преговорите со Европската унија, тој пак ќе биде сигурно долг и тежок и ќе има сериозни предизвици, но пак ќе кажам сум еден предпазлив, апсолутно предпазлив оптимист. Ајде да видиме малку во суштината на преговорите. Како гледате вие на пакетот 5+1, бидејќи како што кажав, очигледно е дека се прави обид да се избегнат идентитетските прашања кои се особено битни за земјава, разбирливо. Македонската влада константно повторува дека за идентитетот нема да се преговара во ниту еден момент и навистина тоа колку што можеме да видиме, барем нели, го нема во 5+1, како што кажав, таму се спомениците, таму е внесувањето на бугарите во уставот, ги има образовните програми или ги има историските читанки, но тоа не мора да значи дека би се менувал идентитетот, нели? Како гледате вие на тој пакет и дали мислите дека е можно преку него да се дојде до решение? Имаме политички документ
изгласан во Собранието на Република Македонија со сериозен консензус на кој што треба да ни биде водилка во преговорите со соседна Бугарија, во моментот тоа го прават Ковачевски и Петков. Ние не треба да отстапиме од тие позиции. Јас имам сомнеши кон тоа, бидејќи ние таква една слична резолуција имавме 2008 година во Собранието на Република Македонија визави спорот со соседна Грција, па таа спогодба владата на СДСМ и ДОИ ја прекршија, мислам тој документ, декларација или резолуција што и да беше, го прекршија, така да и тука сум еден така предпазлив оптимист во однос на имплементација, односно одење на нашите преговарачки позиции по линија на таа резолуција. Дека ова 5+1 агендата или овие 5 работни групи, видете сега, мораме да бидеме реални, не е тоа ништо ново. И на таа меѓувладина седница 2013-14 има 4 меѓувладени договори подпишани. Немој да мислите дека тие се многу различни од ова за што сега се преговара. Добро, но тука имаме друга генеза. Друга генеза имаме тука на станите. Како е дојдено до ова? До ова е дојдено по еден тотален дипломатски крах, што се случи 2019 година по француската реакција по повод датумот за преговори или отпочнување на преговори. Затоа господинот Заев во тој период си даде оставка или беше предавање на оставка и распиша предвремени избори. Требаше можеби сличното да го направи и сега наместо ротација на премиерското место да се распишат предвремени избори. Но како и да е, да се вратиме на односите визави денешната средба и контекстот на овие наши преговори, работните групи 5+1 и така натаму. Ако си има вистинска желба, ако Бугарија е на вистина решена да суштински, реално, почитувајќи го нашето достоинство како македонци, го реши овој проблем, решение на проблемот ќе има. Бугарија очигледно дека отстапи од своите првични тврди историски барања, оние кои ги имаше и во нивната декларација на нивниот парламент, и во документот кој беше објавен од нивната влада, каде што ги има оние дискриминирачки тешки позиции, каде што македонците треба да признаат дека до 45-та биле бугари, после се разбудиле како македонци и така натаму. Очигледно е дека во последната година тие ретерираа на некој начин од тие барања или барем не ги посочуваат, не ги кажуваат. Се држат за тоа, за дискриминација на бугарите, за наводна дискриминација на бугарите во Македонија, за тоа дека тие треба да ги добијат своите права, бугарско малцинство, дека треба да бидат внесени во уставот. Дали мислите дека Бугарија ја смени стратегијата бидејќи видоа дека не се разбрани од меѓународната заедница, не добија поддршка за тоа? Пак не можеме да бидеме во чиста зона. Значи тие сака бугарското малцинство или луѓето што се изјаснуваат за бугари во Република Македонија да бидат внесени во устав, а не се спремни за реципроцитет во однос на македонското малцинство во Бугарија. А за тоа се обврзани со документ од Европската унија. 92 година Лисабонскиот договор е фактички де факто устав на Европската унија. Таму точно се регулирани правата на малцинствата во државите членки или претенденти во Европска унија. Јас би го цитирал тој член, гледам дека во последно време или во дискусиите визави оваа тема никој не го продискутирал, не го цитирал. Вели вака, ова е член број 2 во тој договор, Унијата е заснована на вредностите на почитување на човековото достоинство и слобода. Демократија, еднаквост, владење на правото и почитување на човековите права, внимавајте, запирка, вклучувајќи ги правата на лицата кои припаѓаат на малцинствата. Овие вредности се заеднички за земјите членки во општество во кое превладуваат плурализам, недискриминација, толеранција, правда, солидарност. Ова е документ на Европската унија и Бугарија се обврзала да го почитува овој документ. Сега Бугарија, не знам или владите во Бугарија дали со они најавуваат дека не почитуваат документи на кои што се обврзали визави нивното членство во Европската унија, можеби ќе бидам ироничен, најавуваат излез од Европската унија или не знам што, значи мора да се определат. Или се членки на Европската унија почитувајќи ги основните начела на кои почива Европската унија, или ние мораме да бидеме во прашалници во тој период. Има и 14 присуди на Европскиот суд за човекови права, не ги почитува. Имаме и поактуелна ситуација, но еве да ја оставиме Бугарија да видиме нашата состојба. Дали еве кај нас е спорно според вас доколку се постигне решение со Бугарија, не знаеме кога, во кој временски период тоа би се направило, да се стават и бугарите во македонскиот устав? Со тој наратив Бугарија не тера во една сива зона, во која што зона и самата не е сигурна, а тоа е почитување на малцинските права.
Значи ние мораме да бараме да бидеме реални, да ги почитуваме и да бараме европски вредности и во Бугарија, а исте да ги применуваме и во Република Македонија. Ако не знам сега дали Бугарија е на чисто за кои бугари зборува во Република Македонија. Дали се оние сите за кои што земале бугарски пасош, тие луѓе се определили за македонци и уставот на Република Македонија нив ги тангира и ги опфаќа како македонци. Кога зборува претседателот Радев, тој или зборува оние за нив, само што излегуваат на избори на парламентарни и локални било какви во Република Бугарија што се организира, нели во амбасадата наша во Скопје, нивната амбасада во Скопје. Па јас излегуваат мислам бугари и гласаат. Не, јас на мислам тие дека избори. колку бугари има во Македонија ќе видиме кога ќе се објават резултатите од Пописот пописот. ќе ги даде. Бидејќи кај нас беше резултатите. кај нас беше слободно да се изјасни што Мораме сакаш. тој наратив и она кусогледност на политичарите на Балканот да бидат тргнати на страна, да бидат паркирани и да гледаме да ги решаваме проблемите сегашни и бидеме визионери за иднина. Не ми одговоривте ова. Да. Еве, пописот ќе покаже колку бугари има во Македонија, бидејќи кај нас изјаснувањето е слободно. Секој се изјаснува како сака. Ние сме Дали експерти, се ние сме со 2, такво 3, големо 5, искуство 10, во 50.000 не е битно. менјање закони, во менјање устав по препорака на некој, по сугестија на некој. И мислам дека македонското општество е искрено заморено од сето тоа. Ја ќе бидам ироничен, дури саркастичен. Нека се договорат државите околу нас, каков устав треба да има Македонија, кој се треба да влезе во тој устав, нека го напишат уставот, нека дојдат нека го поднесат во нашиот парламент, нека го изгласат пратениците. Мислам, треба да се прекине со таа пракса и едноставно да се разговара на суштински теми, на реални теми, теми што значат добра сегашност и визионерска иднина. Тоа е она што политичарите на Балканот треба да го применуваат во периодот и периодот што следи. Еве, вчера министрот за внатрешни работи Бојар Османи вели не бегаме од темата за рехабилитација на бугарите жртви на комунизмот. Вели државата е спремна и за тоа да... Господинот Османи, визави евроинтеграциите, морам тука ова да го спомнам, бидејќи бев сведок и чинител во тие процеси, неколку пати дискутиравме и во вашата телевизија, ме убедуваше и убедуваше македонската јавност дека планот 369, па после го наградуваше на 18. Тоа е оној пат што ќе не одведе до Европска унија и ќе ги почне преговорите со Европска унија и така натаму и така натаму. Луѓе, ние мораме да ги решаваме домашните проблеми, значи мораме да ги решаваме проблемите на граѓаните на Република Македонија и да имаме цврсти, принципиелни, реални и суштински позиции во разговорите со нашите соседи, конкретно во моментот со Република Бугарија. Пак ја кажам, кај Петков можам да забележам нишка, суштинска и реална желба за решавање на проблемот. Дали ќе биде во можност тоа да го направи, јас пак ќе кажам, сум реален, како да кажам, оптимист или песимист, не можам да се определам, бидејќи неговата коалиција се состои од 4 партии, тука е председателот Радев, но сепак има легитимитет и избран од граѓаните на Република Бугарија, меѓу другото да ги решава и овие проблеми. И еден момент е многу битен, што после изборот на господинот Петков и формирање на неговата коалиција, зголемење процентот на граѓани на Република Бугарија кои што одобруваат кревање на рампа од Бугарија за почеток на преговори со Европската унија и тоа е многу индикативно и тоа е добро. И тоа треба да се поздрави. Не ми кажавте, дали треба држава да зборува за оваа тема, рехабилитација на бугарите жртви на комунизмот? Јас за таква тема искрено прв пат слушам и сум учел историја, сум учел сите историја дека бугарите имаат жртви од комунизмот. Искрено прв пат слушам и не можам да ја коментирам. Тие зборуваа и нивната министерка поранешна Захариева велеше 150.000 бугари се убиени за тоа што биле бугари од страна на комунистичкиот режим, според неа. А мојот дедо, ова прв пат ќе го кажам, лежал в затвор 42 и 3 година во Софија. Зошто лежал затвор? Како сега тоа? Значи, мора да има реципроцитет. Јас затоа велам, ние бегаме од суштината и од содржината. Мора да гледаме на сегашноста и еднината, а не да се враќаме во минатото, во историјата. Ќе не закова и ќе не врати уште 10 години назад. Не само нас како општество. Ние сега во моментот една светска глобална криза, една пандемиска криза, енергетска криза. Наместо во овие лоши моменти, светски, кога светот може малку вакви моменти или на малку вакви моменти се сеќава во својата историја. Наместо како соседи, како еден регион, да си помагаме меѓу себе, да се здружиме. Ние сега вадиме нешто од историските шлепери, го ставаме на маса и врз основа на тоа градиме иднина и ја решаваме сегашноста. Мислам дека тоа не води апсолутно кон прогрес и кон развој не само на Република Македонија, на регионот во целост. Па примерот на Желјо Желев е
мислам, еден класичен пример кој што треба да го следат сите политичари во регионот. Значи, кога кравареше Југославија, во тој период, кога се распаѓаше, кога македонската независност висеше на конец, тој беше прв, или владата, или како председател, и тогашното бугарско раководство и ја призна Република Македонија, за тоа секој е чест. Така треба да се однесуваат и сегашните бугарски политички номенклатури. Тоа е рецепт. Во овие процеси тука се случи уште еден, ајде да речам, невообичаен момент. Тоа е онаа пресконференција на поранешниот вице-премиер за европска интеграција Никола Димитров, каде што тој излезе и ги кажа сите оние работи што ги кажа, да не ги повторуваме. За владата и за СДСМ тоа беше на некој начин дека тој се жали, ајде да кажеме, бидејќи не е повторно избран да биде член од владата, дека за тоа е истапел така. Тој кажа некои, па можеме да кажеме и обвинувања, дека би биле направени некои работи кои не би биле баш добри во преговорите, да не бил он во владата и дека се плаши дека сега тоа ќе биде направено. Како и да е, тоа се две спротивставени гледишта, неговото и на владата. Имаше и на ВМРО ДПМН став во однос на Димитров, тие зборуваа за него дека тој нема легитимитет за ништо. Како вие гледате на целиот тој настан, да речем? Прво, тој политички дипломатски естаблишмент на СДСМ и ДОИ, вклучувајќи го Димитров, Осман и Заев, се најодговорни што денес Македонија не води преговори со Европската унија. Најодговорни. Тој период, 2017 и 2018 година, ние ви убедувам, имавме шанса и можност да ги почнеме преговорите со Европска унија, ако тоа одеше во пакет со нашето членство во НАТО визави Преспанскиот договор. Нивната во тој момент, јас би рекол и политичка дипломатска неспособност, дури и препотентност при решавање на ваквите проблеми не доведе до ваква една незавидна ситуација. После 5 години, вице-премиерот за евроинтеграција, бившиот министер за надворешни работи, констатира и не верува во македонските институции. Значи, после 5 години практицирање власт со истите тие луѓе, сега тој упатува апел до граѓаните на Република Македонија, до нас, да не веруваме во македонските институции, зашто, бидејќи самиот тој има сомнеж во капацитетноста на тие институции. Тоа е сериозен проблем и мислам дека поголем инпут или поголем знак да нашите млади, способни, креативни луѓе го земат пасошот и заминат од нашата држава, не сум слушнал до сега. Како и да е, тоа е еден пресек на работиве, се е решливо и се е возможно, треба да се има желба, треба да се има добра селекција, да се има капацитетност во сите државни институции и да Република Македонија уште денес почне сериозни реформи. Јазот меѓу развиениот Запад и Република Македонија е многу голем. И уште пострашно, тој од ден на ден се продлабочува, не се намалува. Ако ние тоа не го сватиме и ако енергијата не ја насочиме во тој правец како општество, нити енергетска криза ќе решиме, нити топлинска криза ќе решиме, ниту пандемиска криза ќе решиме, никој не е на нас виновен што ние сме шести во светот, сега ги читав некои извештаи по смртност во однос на корона кризата. Никој не е виновен во светот што ние во моментот не произведуваме струја толку колку што сме произведувале во минатите години. Значи, тоа се работи, никој не е виновен што парното во Скопје беше знак прашање дали ќе го исклучат или нема да го исклучат. Тоа се работи кои што влијаат на целокупниот општествен амбиент и кои што се директна виза, пак ќе кажам, за нашите најспособни кадри да визираат и да заминуваат во странство. Да, добро. Ќе видиме што ќе се случува денес и на таа меѓувладина седница Македонија-Бугарија. Да видиме малку во нашата политика што се случува. Значи, ВМРО ДПМН поднесе предлог до собранието, конечно онаа пржинска влада да отиде во историја, но очигледно дека тоа за сега нема да се расправа се уште, бидејќи СДСМ вела дека предлогот е, ќе ги цитирам, не им веруваат на колегите од опозицијата дека предлогот не е во функција на избори. И велат во ред е тоа дека таа пржинска влада треба да се укине, но за тоа треба да има консензус со сите партии, така како што е донесена, така и да се укине. Како гледате прво на овој процес? Треба ли се уште да обстојува таа пржинска влада или не? Ова теза на СДСМ ми личи на една флоскуларна теза заради теза.
Затоа што ако се потсетиме, пржинската влада беше формирана со една единствена цел и услов на СДСМ од тогашна позиција на опозиција да прифати предвремени избори. За да, ако опозиција предлага да таа пржинска влада веќе не постои, мислам дека дегутантно е да се зборува дали власта би ја прифатила. Пржинската влада на некој начин беше гарант дека опозицијата во тој период ќе има рамноправен третман при новите парламентарни избори што следеа во тој период. И ништо повеќе. Се докажа дека таа пржинска влада не направи некои суштински промени во тој изборен процес и многу реално и суштински да дури без дебата да биде донесена одлука на собрание и тој дел од изборниот законник да биде Добро, тука е изгласан и поништа. очигледно е дека е борбата, дека е прашањето дали ќе има предвремени избори или не. ВМРО-ДПМН инсистира и ги бара, додека од СДСМ и од владата велат дека нема потреба, владата се уште има мандат, има легитимитет добиен на избори, имаат уште 2,5 години мандат и велат зошто сега би имале предвремени избори. Формално правен легитимитет има владата на СДСМ, 62 пратеници гласа за владата на СДСМ и тоа до тука е така. Но ако суштински реално го погледнеме народното расположение во моментот и во периодот претходно, Македонија веќе е созревана за предвремени парламентарни избори. Ние имаме на влада која што постојано прогласува кризни состојби. Имаме енергетска кризна состојба, топлинска кризна состојба, здравствена кризна состојба. Значи, тие состојби не ги продуцираше ВМРО-ДПМН или опозицијата. Тие состојби се продуцира во време на владење на СДСМ. Ниедна од овие состојби или овие кризи СДСМ не умееше да ги преюдицира и соодветно да ги превенира, а при нивно имплементација да ги решава. Едноставно, граѓаните се оставени сами на себе и доаѓање до некоја ситуација во која што ќе останеме без парно, ќе останеме без електрична енергија, тие најлесно прогласуваат криза и со тоа го решаваат проблем. Тоа не се решение на проблемите и волјата на граѓаните искажана на последните локални избори, јас сум убеден дека тоа не е само крик против актуелните градоначалници, дека тука граѓаните на Република Македонија видува можност да ги казнат политиките на СДСМ во претходните 4-5 години. Да, сега гледаме дека ВМРО-ДПМН сака предвремени избори и дека се подготвени за секакви решенија за тие да дојде до нив. Тие велат дека прифаќаат и една изборна единица, иако порано ВМРО-ДПМН, не знам дали беше тоа во ваше време кога кажа дека за ВМРО-ДПМН е реформа да има 80 изборни единици, така нешто беше колку што има општини. Тој е мнозински систем. Така некако беше мнозински систем. Сега велат дека бидејќи помалите политички партии бараат, тие дека би го прифатиле и тоа. Па дури ВМРО-ДПМН кажа дека нема против и премиер Албанец да биде во последните 90 дена од мандатот, како што е договорено од сегашната влада на СДСМ. Значи, ВМРО-ДПМН ретерира од многу позиции само да дојде до предвремени избори. Или така мене ми се чини. Една од задачите на една здрава опозиција е, освен да ги, условно кажано, лови грешките на позицијата, на власта, е истовремено, кога ќе се чувствува моќно и кога ќе ја почувствува довербата од граѓаните да бара предвремени избори. И тоа е многу легитимно и ВМРО-ДПМН во овој момент тоа го бара. Дали тоа ќе се случи, тоа е знак прашање, но легитимноста во барањето на предвремени избори од страна на ВМРО-ДПМН, мислам не би требало да биде оспорена апсолутно никакви политички фактори во државата и надвор од неа. Пак ќе кажам, Македонија е созреана за едни предвремени парламентарни избори, без разлика на кој модел и каков модел ќе биде применет. Ако мене ме прашате, можеби најприкладен модел за нашата држава е на една изборна единица со отворени листи, што е многу битно да граѓаните, освен за партијата, гласат и за личности кои што мислат и во кои што имаат доверба да ги представуваат во собранието на Република Но во Македонија. минатото кога дојде тој предлог во собранието, токму ВМРО-ДПМН заедно со ДУИ беа против. И тоа дојде на предлог на СДСМ точно. Па видете, значи политиката е еден динамичен Повторно процес, имаме- некои ставови што биле пред 10 години, можеби не е коректно и коректно да бидат и денес. Така да во ред. Тоа се политички ставови кои што во моментот партијата цени дека се коректни и дека ќе не донесат до добар изборен резултат на наредни предвремени парламентарни избори. Да, добро. Инаку ова е многу симптоматично прашање и не е за подценување. Бегањето на СДСМ
од избори, тие добро, има добар аналитички центар веројатно, ги следат трендовите овие 30 години. Јас ќе повторам, секоја победа на опозиција, внимавајте на опозиција, градоначалниците на ВМРО ДПМН, нашите градоначалници од позиција на опозиција направија ваков резултат како што направи и секоја чест. Е многу тешко да победиш. Тоа сакам да го потенцирам. И тоа се сериозни презнаци за резултатите на наредни парламентарни избори, било какви да се предвремени или редовни. Да ве потсетам, 2006 година опозицијата ВМРО ДПМН имаше сериозна победа. 98 дојде многу вака лесно на власт. 2000 година СДСМ имаше сериозна победа на локални избори, 2002 дојде на власт. 2005 ВМРО ДПМН имаше од позиција на опозиција победа на локалните избори, 2006 многу слободно и лесно дојде на власт. Така да не случајно е ова бегање на СДСМ од предвремени парламентарни избори, визави барањето на нормално ВМРО ДПМН за такви избори. И без оваа анализа и без оваа аналогија, мислам дека последните анкети се јасни тука, дека укажуваат, даваат предност на ВМРО ДПМН. Волјата на граѓаните со локалните избори. А мислам онака човек малце да се позанимава со оваа проблематика, ќе забележи дека е сериозно незадоволството на граѓаните од актуелната власт. Кажете ми, господине Данев, вие се вративте на вашата професија, професор сте во образовниот процес. Сакам уште неколку минути да искористиме да зборуваме за образованието. Сега актуелно, продолжен распуст имаме. Имате продолжен распуст, тамо сте и вклучени. Да. Предходната министерка за образование, последната Мила Царовска, таа најави неколку образовни реформи, поради тие реформи имаше и протести, таму беа и дигиталните учебници, имаше и некои други моменти. И тоа е само една во низата на тие реформи во образованието кои ностоп се носат, ностоп се менуваат и по правило во општеството предизвикуваат најголеми реакции. Тоа е барем така покажува праксата. Вие сте во образовниот процес сега. Како гледате вие на развојот и на реформите во образовниот систем? Македонија мора да вложува во човечкиот капитал, а образованието е основата за тоа. Затоа секоја влада мора да посвети соодветно внимание и да види во топ 3 приоритети на било која влада образованието и развој на образованието. Паметни, интелигентни, обучени кадри, здрави кадри се едината на оваа држава. Затоа реформите во образование не треба да се носат од ден за ден визави наредните избори, дали ќе ни донесат рейтинг или нема да ни донесат. Реформите во образованието треба да бидат носени со консензус, треба да бидат консултирани стручни, елоквентни луѓе со искуство, а тие Република Македонија ги има. Ние имаме наши стручни професори, имаме академици, ако треба ќе побараме помош од нашите партнери во Европска Унија, во НАТО, и ние мораме да направиме еден концепт, кој што концепт и на среден, и на долг рок, 8 до 10 години, ќе даде соодветни резултати. Јас само визави ова сакам да ви кажам, да не биде само сега Мила Царовска, не знам дали гледавте вчера во студиото, тука беше господинот Никола Тодоров, кој исто така беше прашан, зборуваше и кога беше министер за здравство и за образование, и тој кажа дека направил некои грешки и како министер за здравство, таму го спомна плаќањето по учинок, но и на некои образовни реформи кои вели да може да се врати назад, дека би ги направил поинаку. Зборувам за континуитетот на тие образовни политики. Па, буквално и тоа е мојот контекст, каде што сакам да потенцирам дека мора да има сериозен консензус за да имаме континуитет во тие реформи. Не може секоја нова влада да стартува нова реформа. Оваа влада на СДСМ има сериозна потенцирана одговорност во делот на образованието. На плеките на незадоволството на студенти, наставници, ученици и така натаму, пленуми формирани во тој период, тие дојдоа на власт. Значи, ветуваа реформи во високо образование. Донесува еден закон 2018 година за високо образование, прво го имплементираа 2-3 години поради институционална неспособност и со тој закон за високо образование тогаш дискутира во собрание и на некои дебати и реков на тогашната министерка, ако со тој закон успееме, Универзитетот Свети Кирил и Методи како наш најпрестижен универзитет го внесеме во првите 500 најдобро рангирани универзитети на Шангајската листа, тогаш во ред сме ја постигнале целта. Каде е сега нашиот универзитет? Од година на година паѓа, под 1000-то место се рангира на Шангајската листа. Не гледам ниту една друга реформа или реформа која што оваа влада овие 5 години ја имплементираше или ја донесе во делот на образованието. Го кина екстерното оценување. Дали со тоа ја намалија петкоманијата или оној нееквивалент меѓу оценки и знаење на учениците. Во сите меѓународни
извештаи што ги добиваме од Светска банка, ОЕЦД, УНИЦЕФ, ова е како еден генерален проблем суштински кој што го тишти образованието во Република Македонија. Добро го кина екстерното, но ветија ќе направат одредено национално тестирање или државно тестирање како и да е, за да имаме една урамниловка, односно еквивалент меѓу знаењето на учениците и оценките. И да направиме една точна анализа кај сме. Ние немаме направено како овие 5 години една стручна, детална анализа на пазарот на труд. Што му фали на македонското стопанство? Врз основа на тоа, немаме направено систем за една рана професионална ориентација на учениците. Да ние како држава и буџет не плаќаме пари за наши само гимназијалци заради гимназијалци. Ние мораме да на високо ниво го кренеме тоа дуално образование, средното стручно образование, да има една сериозна соработка меѓу стопанските комори, образованието, да тие учествуваат во креирање на тие програми, наставни и така натаму и така натаму. Нашиот ученик после 4-та година да биде способен, да биде платен на пазарот на труд, да настапи и одредена фирма или одреден стопански објект да го приклучи во својот дел, односно во своето производство. Тоа се основници, имаме тука многу за дебата и за дискусија. Ние имаме еден момент во образованието кој што не гледам дека некој го дискутира, искрено кажам, а поттикнувам дебата на таа тема и ја го повикувам и синдикатот. Значи, не може ветувањата беа 2016 година дека во Македонија, од оваа влада, конкретно од оваа влада, во Македонија нема да има наставник кој ќе зема под просечната плата во државата. Јас ви гарантирам дека сега огромен процент на наставници земаат под просечната плата на државата. Таа е 29.000 и нешто. Ако го земете класното раководство, ќе видите огромен процент во Република Македонија наставници земаат под тој просек. Мислам дека статусот и дигнитетот на наставникот како еден двигател на воспитно-образовниот процес мора да се врати. Визави ова, само што ова, ако ми дозволите. Сега имаме направено постигнато договор со владата на Република Македонија, со влада на Република Македонија пред едно, можеби 10 на 12 години, со кој договор, колективен договор, кој што е на рамниште на закон, ги дефиниравме коефициентите за приземање на плата за наставници и друг технички персонал во стручен кадар, исто така во училиштата. Дали се почитува, ја го прашувам јавно, дали се почитува тој колективен договор? Дали е направено урамнотежување на тој колективен договор визави минималната плата во државата? Тоа е добро, минималната плата да се зголеми, но ние мораме законите и колективните договори за оно што сме се договориле да ги почитуваме. Наместо коефициент, како што тогаш се договараше 2,5 до 2,7, ние сега земаме коефициент некаде 1,5, 1,7 и тоа е драматично намалување на платите на наставниците и една нерамни ловка која што е воспоставена гледам дека во образованието има многу теми. Ајде вака, јас јавно ветувам дека следната дебата ќе биде за образование. Гледам дека имаме многу материјал тука за тоа. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Драган Данев, поранешен пратеник, продолжуваме со универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски веднаш после рекламите.